Ке се подобруваат градежните услуги на комуналните работници во јавното комунално претпријатие Солидарност во Виница, а со тоа и на општината. Стариот возен парк започна да се обновува. Еве прв пат после 29 години, тоест после 89 година, е набавена нова работна машина, со која што се надеваме и веруваме дека ќе дадеме многу подобра услуга на граѓаните на општина Виница. Се работи за машина работна од типот GCV, англиско производство. Инаку да кажам и тоа дека наскоро очекуваме да добиеме и мало возило за собирање комунален отпад, кое што ќе го користиме во тесните улички на градот Виница и во населените места. Исто така очекуваме напролет да добиеме и повратна информација од јапонската амбасада дали ќе ни биде доделен грант за мини багер, со кој што уште повеќе ќе го зајакнеме нашиот возен парк и да има поквалитетна услуга за граѓаните. Имаме дефицит исто така, пошто ни се стари многу возилата на водно-инсталаторската група и сме во намера сега со планот на јавни набавки да ставиме набавка на 2 пикап возила за нивно користење. Поголемиот дел од средствата се грант, но значаен удел има и општинскиот буџет. Градоначалникот Димитров во очекување на уште нови возила. Ставам збор конкретно за ровокопач, кој што е грант, дел од средствата се грант од Светска банка, тоа е 2 милиона и 600 илјади денари, додека останатите 1 милион и 700 илјади денари се обезбедени од буџетот на општина Виница. Ова возило е прво кој што доаѓа како грант, меѓутоа положуваме и понатаму, еве во текот на следната година, првите месеци јануари или февруари, значи ќе набавиме и ново возило за комунален отпад, тоа е мало возило, средствата се обезбедени преку UNDP исто така со поддршка од буџетот на општина Виница. Возниот парк на јавното претпријатие беше делумно обновен пред неколку години со кредит од Светска банка со 2 возила за комунален отпад.